Добре дојдовте во Актуел, еве ги вестите на денот. Солза Грчева Љубица Буралиева и официјално влегоа во собранието. Голем ифтар на отворено кај Довлечик. Тера на снимањето на играниот филм Лимонада. Се подготвува етновенчавката во Битола. Апелацијскиот суд ја потврди пресудата на Скопска единица од 3 години затвор за расчинетиот владика Јован Вранишковски и условните казни за неговите следбеници, меѓу кои неговата мајка и сестра. Второстепениот суд ја одби жалбата на Вранишковски како неоснована и го прогласи за виновен за перење пари. Според тоа, од неговото здружение во село Нишеполе Битолско го конфискува имотот во износ на штетата, а во корист на оштетената Македонска православна црква. Обвинетите во Расколников се товарат за перење пари, а според обвинението, тие се обиделе да ги пуштат во промет парите кои Вранишковски ги проневерил од Македонската православна црква и со нив да купат недвижен имот и земјиште. Одлуката на Скопска апелација е клучна за едните преговори меѓу Српската и Македонската православна црква, особено по условот од СПЦ дека цена на диалогот е слободата на Вранишковски. Дури и синодот на Македонската православна црква на една од своите седници го разгледуваше прашањето за помилување на расчинетиот владика заради обновување на разговорите со СПЦ. Солза Грчева и Љубица Буралиева и официјално влегоа во собранието на Република Македонија. Откако повеќе пати се премислува и дава различни изјави за медиумите, Солза Грчева и Љубица Буралиева на листите за пратеници од редовите на СДСМ и официјално влегоа во собранието и ќе членуваат во неколку собраниски комисии. Солза Грчева е член на Комисијата за европски прашања и за образование, наука и спорт, како и заменик член во Комисијата за надворешна политика и за труд и социјална политика. Љубица Буралиева пак е член на Комисијата за култура и за локална самоуправа, како и заменик член во Комисијата за здравство и земјоделство, шумарство и водостопанство. Пратениците од владеачкото мнозинство го поздравија приклучувањето на двете пратенички во работата на парламентот. Македонија досега во пари и добра донирала околу 600.000 евра помош за Србија и Босна и Херцеговина. Граѓаните на Македонија на различни начини се солидаризираа со своите соседи. Маја Богоевска. Македонија беше една од првите држави кои покрена акција за собирање средства за настраданите од поплавите. Во секој град беа организирани акции на кои секој еден граѓанин можеше да донира пари, но и кебиња, конзервирана храна, пелени и средства за хигиена. Во тие акции, кои беа поддржани од Црвениот крст на Македонија, беа собрани 364.000 евра во пари и средства и 982 тона добра. Во секој град можеше и да се види акција во која беа вклучени локалните кафулиња, каде парите од нарачките одеа за поплавените региони. Отворени беа и телефонски линии преку мобилните оператори, на кои се донираа средства, беа собрани околу 30.000 евра. Но помошта не застана тука. На 16 мај со одлука на македонската влада, директоратот за заштита испрати во Србија 15 спасувачи со опрема, генератори за електрична енергија. Министерството за одбрана испрати 50 офицери и 5 генератори, а МВР хеликоптер со 15 спасувачи во Обреновац. Речи си иста помош беше испратена и на Босна и Херцеговина, плюс 300 кебиња и лекови. Со одлука на македонската влада на 23 мај итна помош од 100.000 евра во средства беше дадена на Босна и Херцеговина и Србија за рехабилитација на последиците од поплавата. Граѓаните на Македонија се солидаризираа со своите соседи, присетувајќи се на сеќавањата, но и прераскажувањата за земјотресот во Скопје, кога и нив им беше подарена помошта која им беше неопходна. Република Македонија досега во пари и добра донирала околу 600.000 евра за помош на Србија и Босна и Херцеговина. За санирање на поплавите во Србија на донаторска конференција во Брисел биле сопрани вкупно 995 милиони евра, за Босна и Херцеговина 809 милиони евра, пишува Б92. Околу 900 милиони евра изнесуваат заемите, а од Европската Унија Србија ќе добие 80 милиони евра неповратни средства. Најавениот голем ифтар или рамазанска вечера се случи синоќа во населбата Довлеџи, каде на отворено заедно вечераа повеќе од 2000 лица. Молитвата Конала го означи стартот на рамазанскиот ифтар, кој годинава повторпат е во организација на Атила Ајдинер, градоначалник на големата турска општина Бајрам Паша. Оливера Михајловска. Најавениот голем ифтар или рамазанска вечера се случи вчера во населбата Довлеџик, каде на отворено заедно вечераа повеќе од 2000 лица.
Молитва кон Аллах го означи стартот на рамазанскиот ифтар кој годинава по втор пат е во организација на Атила Ајдинер, градоначалник на големата турска општина Бајрам Паша, каде голем број македонски муслимани живеат. Битолската исламска верска заедница во името на сите верници се заблагодари на градоначалникот што повторно успеал на едно место да ги собере сите со својот караван, замисла и проект. Битолскиот муфтија истакна дека Битола од памтивек, уште од времето на Османлиската империја, важи за место каде од секогаш живееле муслимани. Битола од секогаш бил град каде што гравитирале и живееле огромен број на муслимани, така и ќе биде. Битола е град каде што е отворен за секој еден. Сетете се на Битола за време на османлискиот период. Сетете се на Битола на 19 век, Битола центар на дипломатијата на Балканот, Битола центар на културата, Битола центар на музиката. Во својот говор пред присутните, битолскиот муфтија се понадева дека со помошта на турскиот премиер и неговите градоначалници, Битола ќе биде приклучена кон силните и го повика исламот на Садехатер Фитер исламска давачка. Оние што досли од селото од Битола, знаете дека е Рамазан, дека сега е време на плаќање на Садекатул Фитер и на зекат. Ако сакаме ние да го постигнеме она што го постигна господинот Реджеп Тајип Ердоан, тогаш нашите давачки треба да ги упатиме онаму каде што треба, а не своеволно и да се правиме дека сме многу паметни, не почитуваме вера и не почитуваме ислам. На крај на сите присутни им посака Господ Аллах да биде над сите нив и сите достојно да го дочекаат големиот празник Рамазан Бајрам. Незгода на Иван Милутиновиќ во Битола. Попладнево на улицата Иван Милутиновиќ се случи сообраќајна незгода во која еден мопед се запали и изгоре неофицијално според изјави на очевидци. Како дошло до незгодата, засега не е познато. Полицијата беше на лице место да направи увид, а она што може да се забележи дека има траги од горење. Четворицата пилоти кои минатата недела загинаа кај индустријската зона во Струмица вежбале ноќно летање со помош на специјални очила набавени од израелската компанија Елбит, пишува Утрински весник. Станува збор за посебни визири за ноќно летање кои се почесто се користат за вечерни летови, а со чија помош пилотите имаат одлична прегледност на теренот. Пилотите велат дека со помош на овие очила за ноќно летање пилотирањето е олеснето. Сепак, додаваат тие, мора да се има предвид дека опсегот кој се опфаќа со гледањето преку овие очила е помал, поради што е можно да дојде до создавање сенки или до незабележување на одредени препреки што може да се појават пред хеликоптерот за време на летот. Најголем проблем е појавата на светлосно загадување. Станува збор за проблем кој се појавува во текот на ноќното летање во близина на осветлени места, особено над градовите или над многу осветлени објекти. Очилата се одлични кога пилотот лета во темнина, но светлината при летањето со очила може многу да му пречи, велат пилотите кои имале искуство со летање со полицискиот хеликоптер Ми-17 и кои користеле опрема за ноќно летање. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Битола пред големиот фестивал за Шекспир. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: колку пари ќе потрошиме за годишниот одмор? До 500 евра, од 500 до 1000 евра, повеќе од 1000 евра. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Почнува процесот на изменување на уставот. Пратениците вчера попладне со 82 гласа за дадоа поддршка да се пристапи кон измените на уставот. Деновиве покрај кејот на реката Вардар почна интензивни тренинзи на коњаниците како дел од подготовките за престојниот 36-ти коњечки марш по повод македонскиот национален празник Илинден.
Четворицата пилоти кои минатата недела загинаа кај индустриската зона во Струмица вежбале ноќно летање со помош на специјални очила набавени од израелската компанија Илбит, пишува Утренски вестник. Република Македонија досега во пари и средства донирала околу 600.000 евра за помош за подрачјата во Србија и Босна и Херцеговина кои пред 2 месеци настрадаа во големите поплави. Градоначалникот на Дубровник Андро Влахушик и директорката на туристичката заедница на градот Романа Влашик упатиле честитка до Германскиот фудбалски сојуз за освоената титула на светското и можат бесплатно да летуваат во овој град. Шпанскиот фудбалски клуб и актуелниот европски шампион Реал Мадрид вреди 3,44 милиарди долари. Народниот театар од Битола со поддршка од Министерството за култура и општина Битола годинава по втор пат ќе биде домаќин и организатор на Битола Шекспир фестивал. Денеска на пресконференција беше објавена програмата. Фестивалот е во рамките на Битфест. Благој Мицевски. Една од работите која мене лично најповеќе ме возбудува во се она што го работам и што е поврзано со театар е кога нештата кои ги работиме произведуваат други позитивни нешта. Би сакал да ви го кажам следното. Ова 2014 година се поставија 4 дела на Шекспир на сцените на на театрите низ Македонија. Тоа не се случило во ни една година во 70 годишното постоење на националните и другите институции театарски во Македонија. Ни приближно и две биле премногу кога се поставувале. Некои театри за прв пат го поставија Шекспир после 30 години од нивното постоење. Значи, инфлуенцата која Битолскиот театар ја донесе со овој Шекспирот фестивал, мислам, што и да зборувам е од повеќе, се гледа и се чувствува. Во Македонија денес на 4 различни сцени во 4 града се играат Шекспирови дела и што ќе рече на квадратен метар или на квадратен километар, тоа е исклучително голема густина на Шекспирови дела. И уште нешто. На балканските простори, еден наш многу драг пријател, инспирирано нашата идеја за Шекспиров фестивал, во Белград формира нов Шекспиров фестивал, кој пред неколку месеци го имаше своето прво крштевање и кој поминал исто така одлично. Ние за жал не успеавме да учествуваме на тој фестивал, но се надевам дека многу скоро ќе се случи тоа. Битолскиот народен театар, како и секогаш, бил неколку чекори пред останатите театри, не само во Република Македонија, туку во пошироко обкружување. Впрочем, како потврда на тоа, знаете дека беше и учеството на Битолскиот народен театар во Лондон на Параолимпијадата, но и уште поважно, направија еден историски контакт со нешто што значи светска историја, тоа е Глоб театарот, кој што пак по нивна иницијатива е дел и од овој фестивал малку порано, временски, во античкиот театар Хераклеја. Значи, знаете дека таа провокација, таа иницијација од Битолскиот народен театар практично, на наше големо задоволство се разбира и среќа, предизвика интереси кај останатите театри во Република Македонија и направија релации со Глоб театарот. Така што фокусот и понатаму останува во Битола, фокусот останува не само во Хераклеја Линкестис, туку оваа година посебно и пред се сите театарски представи кои што се во Битола Шекспир фестивалот ќе се играат во Народниот театар од Битола, затоа што дел од нив имаат и поголеми барања од она што е отворениот простор во Хераклеја Линкестис. Но како што Тино спомна, тоа не беше само еден фестивал кој што треба да се одржи, да почне, да оттрае и да заврши, туку и спровоцира и одредени други театри из Република Македонија да се посветат на исклучителното дело на Шекспир. Очекувам и оваа година да има голем интерес за Битола Шекспир фестивалот, затоа што на ваков начин се подигнува и критериумот на сите нас, значи нас, гледачите, актерите, режисерите. За ова повеќе во ритмот на градот повестите на Тера. А Битола повторно домаќин на турска филмска екипа, која деновиве снимаше дел од турскиот долгометражен филм Лимонада. Филмот е по сценарио на познатите турски актери Али Ата и Ертан Шабан. Снимањето на филмот започна во Истанбул, а потоа продолжи во Македонија. Оливера Михајловска.
Битола повторно е домаќин на турска филмска екипа која деновиве снимаше дел од турскиот долгометражен филм Лимонада. Филмот е по сценарио на познатите турски актери Али Атай и Ертан Шабан. Снимањето на филмот започна во Истанбул и веднаш потоа продолжи во Македонија. Од 2 јули, според моменталниот план информираат од продукцијата, ќе се одвива до 19 јули годинава. Снимањето се одвиваше на неколку локации во центарот на Битола, филмскиот град, како и во околните села. Една од највпечатливите сцени во филмот, каде учествувале голем број на статисти, било снимањето на сцена на свадба во ромската населба Тризла во Прилеп, каде специјално гостувал познатиот турски музичар Ангел Папов. Улогите ги толкуваат актерските звезди од Турција, Серкан Кишкин, Фунда Ерит, како и актерите од Македонија, Ертан Шабан, Луран Ахмети, Бедија Бегова, Зекир Шпахи, Денис Абдула, Сонја Михајлова, Радојка Димевска, Елена Трпковска, Филип Мирчевски, Зубејде и Осман Али. Режисерот на филмот е Али Атай, а е во продукција на Адал Филм од Истанбул во соработка со Сектор Филм од Македонија. Како гости на екипата беа присутни и заедно со останатите членови уживаа во престојот во Битола неколку познати звезди од турските хит серии кои се емитуваат на нашите ТВ екрани, како Нехир Ердоган, позната по ликот на Назли во серијата Зет Домазет, и Хазал Каја, позната по ликот на Нихал од Забранета љубов. Етно венчавка во Битола на Илинден ќе се повтори манифестацијата која стана традиционална годинава со нови двојки во актуелна тера со Александар Тодоровски од Етно Илинден. Добре дојдовте во актуелна тера телевизија. Добро најдов и поздрав до вашите гледачи. Не се откажувате од она што го започнавте? Не се откажуваме, веќе еве венчавката станува традиционална, 4-та година во склоп на Битолското културно лето и во организација на Центарот за фолклор Етно Илинден од Битола. Целта на сето ова е нели да се мотивираат можеби луѓето да склучуваат повеќе бракови, да го подобриме наталитетот, меѓутоа она што е забележано во изминатите години имаме и двојки кои се во повозрастни години, тоа не го направиле некогаш, туку сега може да се одлучат. Целта е пред се за младите кои не можат во ова време да си дозволат да се венчат или одложуваат венчавките, бидејќи на манифестацијата цело венчавање е проследено со одредени етно мотиви кои се користеле во некогашното време, исто така и се помогнува и финансиски, бидејќи го спонзорира тоа општината и спонзорите кои се нафаќат да ги помогнат младите парови, а исто така се венчаваат и постари, како што кажавте, кои во времето кога биле забранувани или омаловажувани браковите не успеале да го направат тоа, па сега им се пружи шанса и недните на другите на еден ваков начин да стапат во еден таков црковен брак. Манифестацијата почнува на 3 август. Да. Пријавувањето до кога и каде може да се пријават двојките? Пријавувањето е до 1 август, можат да се пријават на телефоните кои се оставени тука во Тера телевизија и во просториите на местната заедница Александар Турунџа во вторник и во четврток од 15 до 17 часот и на телефоните кои можеме и да ги спомниме, одат и во рекламата која што е на вашата телевизија. Да, за да можат полесно да ве најдат, подобро кажете ги вашите мобилни телефони. Телефоните се 071 495 125 и 075 810 568. Сите заинтересирани, и млади и стари брачни двојки можат да се јават во секое време и да се пријават да учествуваат во манифестацијата. Осем тоа има и некаква димензија на своевиден илинденски декор во чест нели на големиот Илинден, ја прославувате 3 дена на Магнолија, каде што можат и сите останати еве да уживаат, да видат како тоа некогаш. Оваа година решивме да биде манифестацијата во офицерски дом. Некако ни беше поприкладно и по-релаксирачки да се одвива таму манифестацијата. Ќе биде 3 дена, како што спомна, на 3, 4, 5. Првите 2 дена, 3 и 4 се сите тие обредни обичаи што следат пред венчавката, значи месење на лебот, канење на нумко на девер, венците се плетат, сите тие работи, сето тоа проследено со богата културно-уметничка програма и на 5 е венчавањето во сите цркви во градот. Значи не е на едно место опфатени се сите храмови од Битола и околината. Благодарам за гостувањето во Актуел. Сите оние кои се заинтересирани или на спомнатите телефони можат да се пријават да бидат дел од оваа манифестација. Одиме понатаму, откажана летната турнеја на Каролина.
Смеј ми се смеј летната концертна турнеја на Каролина Гочева е откажа. На поненадејната смрт на еден од незините менаџери од Авалон, Даније Милошевски, продукцијата одлучи да ги откаже предвидените настапи во Битола, Охрид и Дојран. Влезниците може да се вратат во продажните места каде што се купени со приложување на фискалната сметка. Оние кои купиле онлайн билети треба да испратат мејл на kontakt@kupikarta.com со бројот на ваучерот и датумот на извршената трансакција, велат од Купи карти за се. А овој петок, 18 јули, најновата небесна комедија на Солза и смеа со наслов Перо Малеро, режијата на Александар Димитровски, а представата ќе се игра на Хераклеја од 21 часот. Нашиот најнов проект, еве од 94-та па наваму, секоја година редовно ние во Хераклеја вадиме по една премиера и рековме ова година да не направиме некој испад, решивме да направиме представа, комедија, Перо Малеро, според познатиот текст на Молиер, Жорж Данден, во наша преработка, во преработка на Елена Трпковска. Перо Малеро, стварно е Малеро човекот, мислам, комедија кај што има и кореографски елементи, и мало изненадување, да ви видат актерите на Солза и смеа како говорат и стих од еден од познатите старогрчки автори Софокле. Значи, представа што изобилува од сат и 20 минути, просто да уживат во тој преубав амбиент во Хераклеја. Пак јас ќе речам, ако времето не ни послужи, не ни е прв пат, ќе преместиме представата во текот на другата недела, а мислам дека не сме толкави малери, покрај тоа што се вика Перо Малерот. Вечера во Прилеп започна 12-тиот поред фестивал на пивото Пивофест. Се очекуваат над 350.000 гости од земјава и странство. Маја Богоевска. Од денес па се до недела цело внимание е свртено кон Прилеп, на неголемата македонска забава на пивото и скарата, 12-тиот поред фестивал на пивото Пивофест. Веќе неколку дена наназад градот се подготвува. Се монтираше сцената, се поставуваа штандовите, се разубавуваше централното градско подрачје, а се одржаа и последните координативни состаноци во општина Прилеп околу организацијата и безбедноста на целата 4-дневна манифестација. Полицијата, противпожарната единица, службата за итна медицинска помош и војската веќе се екипирани со цел безбедноста да биде на највисоко ниво. Организаторите очекуваат Пивофест да го посетат над 300.000 гости. За престојниот фестивал на пивото предвидени се 10.000 паркинг места, како и дополнителни алтернативни паркинзи, а сообраќајот е пренасочен од централниот дел во околните улици. На могилата е обезбеден бесплатен кампинг простор, каде камперите секој утро ќе бидат послужени со бесплатна чорба и кафе. Овие 4 дена ќе функционира и пивскиот туристички воз низ градот, со кој посетителите покрај прошетка на градот, тргнувајќи од старата чаршија, ќе можат да ги разгледаат културно-историските споменици, знаменитостите и манастирите во околината, а ќе можат да се послужат со ладно пиво и други појалоци. Оваа година ќе продолжи да функционира и пивскиот велосипед, како уште една своевидна атракција на Пивофест. Од вечер па се до завршувањето на фестивалот, сите угостителски објекти и дуќаните во старата чаршија ќе имат продолжено работно време. Пивофест ќе го отвори Даниел Кајмаковски, а следните денови ќе настапат и Мајт Хечимовиќ, Емина Јаховиќ Сандал, Јелена Розга, Желко Самарџич, Тони Центински, французите од Джоук, американската група Тостерс, Тијана и Тамара, Евто Попиновски, Владо Јаневски и групата Хладно пиво. Водител на настанот ќе биде Игор Џамбазов. Сите посетители од другите градови кои се до 26 години можат да присуствуваат на Пивофест со возовите на македонски железници со бесплатен билет. Се што треба да направите на благајната да ја покажат нивната лична карта и со тоа ќе добијат гратис билет. Вонредни возови нема да има, а ќе се користат редовните линии за Прилеп. Еве што донесува светот на Актуел. Нападнат меѓународниот аеродром во Кабул. Се враќаме по кусата пауза, останете со нас. Започнува второто издание на Шекспир фестивалот. Нови премиери во 3D киното во Битола. По трет пат се одржа летен тренинг на плажа. Турнир на тениското игралиште во нашиот град. Наместо предвидените 5, само 2 часа траеше примирието на Блискиот Исток меѓу Израел и Хамас.
Прекинот на огнот постигнат е на барање на Обединетите нации со цел да се обезбеди дотурна храна и лекови до населението во Газа. Заврши во моментот кога палестинското милитантно движење Хамас упати најмалку 2 ракети кон израелската територија. Според локалните медиуми, Израел засега не возвратил на огнот. Ракетите паднале на отворен простор и не предизвикале жртви или материјална штета. Израелската војска претходно соопшти дека решително ќе возврати доколку Хамас или други терористички организации се обидат да го искористат примирието. Експлозии и истрели се слушале повеќе од 4 часа во регионот на меѓународниот аеродром во афганистанскиот главен град Кабул, откако група вооружени мажи го нападнале аеродромот со тешко и лесно оружје. Според афганистански представници, напаѓачите не биле на територијата на аеродромот, туку окупирале 2 новоизградени згради на 700 метри северно од аеродромскиот комплекс и оттаму почнале да стрелаат со автоматско оружје и рачни минофрлачи врз аеродромот и врз ловците на мултинационалните сили ИСАФ кои прелетувале над Кабул. Официјални афганистански представници јавија дека сите напаѓачи се убиени и ситуацијата е ставена под контрола. Санкциите на Америка ќе доведат до безизлезна ситуација. Рускиот претседател Путин предупреди дека новите американски санкции ќе доведат до тоа односите на САД со Русија да бидат во безизлезна ситуација. Путин, кој се наоѓа во посета на Бразил, во изјава за новинарите нагласи дека се уште треба детално да ги разгледа најновите американски санкции за да го разбере во целост нивниот обем. Еден од најбараните луѓе во Грција, Никос Мазиотис, бил убиен денеска по вооружена пресметка во центарот на Атина. Мазиотис, левичарски екстремист и лидер на анархистичкото движење Револуционерна борба, бил ранет во престрелка во која биле повредени еден полицаец и двајца минувачи. Тој, како што пренесе BBC, учествувал во обид за грабеж на банка. Револуционерна борба, на чие чело бил Мазиотис, САД и Европската унија смета за терористичка организација. По него била распишана награда од €1.000.000, откако исчезнал во 2012 година. Лидерите на Европската унија не постигнаа договор за наследниците на Ештон и Рампуј. Шефовите на држави на 28-те членки на Европската унија во 1 час од утринава без договор го завршија неформалниот состанок, на кој главна точка на дневен ред беше избор на нов висок представник за надворешна и безбедносна политика на Унијата, како и на нов претседател на Европскиот совет. Претседателот на советот Херман ван Рампуј на пресконференција по специјалниот самит потврди дека за несреќа, но воопшто недраматично, договорено е до 30 август да се извршат консултации и да се договори целиот пакет на именувања. Сега за времето во наредните денови. Како ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Овде е крајот на Актуел. Благодариме за вниманието. Останете со Тера.